Кога пред 3 месеци лидерот на ВМРО ДПМН го посети Кратовско Страцин, меѓу другото граѓаните побараа асфалтирање на неколку пристапни патишта до селото. Тогаш Груевски вети дека ќе се разгледа можноста да се аплицира за средства преку Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделието. Сакам фали ни едно 2-30 камиона песек да можеме да го сипеме тај пут, да може луѓите да иде, чува овце, чуваме краве, стока. На изборите човекот Бонќевци, мала Бонќевци. Од каде до каде? Од веко, да. Навики. Дел од уличките правиме сега. Дел ќе гледаме во иднина. Сега спремаме, предвидувавме у програмата и мислам дека мите ќе треба како граничник да аплицираш со платежна агенција да им кажеме да го објават огласот за пристапни патишта до земјоделските капацитети. И од тие имаш до милион денари што можеш да аплицираш. И добро ќе биде ако може мите да аплицира за тие да земе, па може тука да ги тампонирање може да. Значи сега ќе се договориме со Билјана да го објави огласот. Ова ветување не беше заборавено и покрај сите случувања врзани со политичката криза во земјава. Вчера се асфалтираше во малото Лепановце, исто така улица Селска во должина од 400 метри. Овие пари се обезбедени преку владата на Република Македонија, поточно преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој. Значи искористивме можноста да аплицираме за мерката асфалтирање на селски улици во должина од 1 километар и еве денеска и утре ќе биде завршена и оваа улица. Сакам да напоменам дека во исто време преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и рурален развој се работи во теќе изградба и на локалниот пат од село Шопско Рудари до манастирот Пети Кладенци. Значи во моментот се врши тампонирање на тој пат. Мислам дека во наредните 15-20 дена и таму ќе биде завршено асфалтирањето. Исто така, преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието обезбедени се 20 милиони денари за асфалтирање на локалниот пат од село Каврак до Браната Злетовица.